Го следите новото издание на регионалните вести. Семејство чие живеалиште се наоѓа на левата страна по течението на реката Пена спасувало жива глава во невремето што го зафати Тетово. Нивниот дом има претрпено трајна штета, а сами не се во можност да го оспособат за живење. Во невремето што го зафати Тетово минатиот понеделник, семејство чие живеалиште се наоѓа на левата страна по течението на река Пена спасувало жива глава. Разбеснетите води влегувале од секоја страна носејќи со себе кал и смет. Скромниот дом на петчленото семејство во кој има и дете со посебни потреби и неколку малолетни деца има претрпено трајна штета, а сами не се во можност да го оспособат за повторно живење. Тоа невреме беше за секунда, од Господ дошол. А јас сум самохрана мајка, кој што гледате, штета имам претерано. Без вода сум, без струја сум, без ништо, никаква помош немам. Дека Теута многу ми обеќа, ништо немам. Со комшиите ипак не сакат куќа да рушат, сакат ова. Епа, сами не дошле да га проценат. Никој не дошол. Никој да дојде, осим сонце, што ми помогнало, со некој си води, со некој јадење, тоа черко. Јас самата не знам како сум чистела. Тоа штетата е претерано, уште не е очистено натре. Уште е мулј, водата и там е. Черка со едно имам родено, 10 имам гледано. Мајка Тереза сум. Семејството на Анче бара било каква помош за да започнат нормално да живеат, иако условите под кои живееле и пред поплавата биле лоши без довод на електрична енергија и вода, сега буквално се неиздржливи. Од наносите на кал и смет веќе почнува да се шири неподнослива реа. Јас сега само помош барам од општината, овде не се живее више. А имам лаборатен лист, дадено, предадено све, обеќањата не знам. Чак у министерство сум била, да се пожалим за овие деца. А благодарна сум што дојдовте, иначе други телевизии не ми пушта овдека право, да ви кажем. Дали сме, што сме, не знам, и ние сме луѓе, од месо, од све. Ама ово е прежалено више. Дечето за никаде ми е. Еве, девојчето сега со посебни потреби што ми е доаѓа и таја со детето. Кај ќе ги фрлим јас 6 внучиња? Ја примам 1300 социјален случај сум. И сум била кај директорот тој ден. Вече ми помогна, ми даде една да не платим за дечето у болница. Нека се здрави другите луѓе. Има уште хумани. Јас други пакети немам ништо. Хумани работи што ми давале нашиве луѓе што ме поштуваат, тетканче дојди земи. Идем. Па не се срамим од тоа. Ова семејство кое тврди дека поседува право над сопственоста на имотот на кој изграден скромниот дом, постојано се соочува со несогласувања со соседите. Тетка Анче смета дека бојата на кожата не треба да биде мотив за дискриминација, бидејќи водата од излјаната река не бираше кого ќе поплави. Се надева на помош за санирање на штетите од поплавата, пошто спокојно ќе си го продолжат животот таа, нејзиниот син со посебни потреби и ќерката со нејзините малолетни деца. Рем шопинг центар започна со продажба на станови и апартмани изградени по најновите светски стандарди. Становите се со површина од 48 до 159 метри квадратни. Секој стан има паркинг, мониторинг, видеофон, алармен систем и лифт. Становите и апартманите се со наши цени. 1 квадратен метар од 750 до 800 евра, со можност на купување преку комерцијални банки, како и со готовинско плаќање со екстра услови. Приклучете се на семејството на Рем шопинг центар. Жителите од село Доброште, кои беа зафатени од поплавите, апелираат здравствените работници почесто да вршат дезинфекција во нивните имоти, каде се уште се расчистуваат наносите кои ги донесе невремето. Велат дека калта која се отстранува од нивните домови и дворови е помешана со фекалии, која потекнува од излеани септички јами.
Големите наноси од камења, земји и дрва кои затрупаа неколку домови во село Доброште се уште се расчистуваат. И по 10 дена од големото невреме, механизацијата не може да се справи со последиците од излевањето на реката Поника, која ги поплави куќите, а уништи пропратни објекти. Моментално се отстранува калта од дворовите која е помешана со фекали од излјаните септички јами. Жителите бараат здравствените работници почесто да вршат дезинфекција во нивните имоти, за да не дојде до појава на заразни заболувања. Би ги замолил уште еднаш од самата служба за вршење на дезинфекција, за што почесто да се врши дезинфицирање на овој простор, затоа што има неподнослива реја, а во самиот дом имам 3 малолетни деца, така да тоа е тоа. Мештаните се надеваат дека до крајот на неделава ќе се расчисти теренот, каде работи јавното предпријатие Водовод од Скопје и армијата на Македонија. Општина Теарце, каде припаѓа селото Доброште, нема пратено механизација за отстранување на наносите. Отаму се правда дека поради финансиски причини не се во можност да помогнат. Голем дел од коритото на реката Поник е исчистено, но во него се уште може да се забележат остатоци од смет. Од местната земница вела дека и човечкиот фактор е причина за изливање на реката, која со децени не е исчистена од купиштата ѓубре, градежен, шут и дрвја. Луѓе кои идат у планина по дрва со трактори, ѓубре дома што има за врнање, го носа во планина и го врна во река. И дрва кои ише да крадат, не се со одобрење, например, него крадени за дрвата, тие трупи што паѓале длабоко, кои нема да ги ги оставале се во река. Тоа 50 години се брало, денес вчера на 3.8, значи ги донело све надоле, собрало. Поплавата освен во општините Теарци и Тетово направи штета и во општина Егуновце, каде Вратничка река уништи дел од црковниот комплекс изграден неодамна по незиното течение. Во Тетовско механизацијата и натаму ги расчистува наносите од земји и камења во Мала речица, Голема речица и Шипковица. Се проширува и коритото на Поројска река на регионалниот пат Тетово-Јажинце, каде сообраќајот се одвива нормално со мали застои. Забраната за пиење на водата во селата на Шар планина и во незиното подножје се уште трае. Мештаните со вода за пиење ги снабдува Црвениот крст од Тетово. Со приложување на соодветни документи, жителите на општина Тетово, кои за време на поплавите претрпеа штети во одделот на земјоделството, треба да ги пријават истите во подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Тетово. Рокот на пријавување е од денес па се до 26 август. Од денес па се до 26 месецов, жителите на погодените подрачја на општина Тетово од елементарните непогоди во врска со штетите кои ги имаат претрпено во одделот на земјоделството, како ниви, насади, стакленици, пластеници, угинати домашни животни, добиточна храна и слично, ќе можат да се пријавуваат во подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Тетово. При тоа потребно е да ја достават следната документација: копија од лична карта или пасош на барателот, број на трансакцијска сметка на барателот, катастарска општина и број на оштетената катастарска парцела, површина на едната или повеќе парцели, површина на оштетениот дел, степен на оштетеност, како и култура, вид на насадот, домашни животни, добиточна храна, посеви и слично. Невремето и обилните врнежи најголеми штети направија во Тетовскиот регион. Покрај поплавените објекти уништени се над 200 до 250 хектари земјоделска површина. Поплавени беа ниви и посеви со целата реколта од компир, граф, пченка, особено во Голема речица. Во петок на гостиварското подрачје ќе се спроведе втората фаза од прскањето против комарци и други инсекти. Од општината апелираат пчеларите да ги преземат мерките за заштита на пчелите, за да се избегнат несакани последици. Во Гостивар ќе се прска против комарци. Ова е втора фаза од дезинсекцијата за сезонава. Од локалната самоуправа информираат дека прскањето ќе се врши во петок 14 август, навечер во периодот од 21 часот до 1 часот пополнок и во раните утрински часови од 3 до 6 часот. Дезинсекцијата против комарци и други инсекти се спроведува по претходно подготвен план за динамика на активностите. Според планот, опфатени ќе бидат неколку локации на подрачјето на Гостиварската општина: реката Вардар во делот на селото Равен, каналите за наводнување во населбите Малеарди и Фазанерија, како и покрај реката Јахорка во Форино. Општината апелира пчеларите да ги преземат сите потребни мерки за заштита на пчелите во текот на прскањето, за да се избегнат штетни последици.
Дезинсекцијата ќе се изврши само доколку се погодни временските услови, информираат надлежните. Во случај на дождливо време или силен ветер, процесот ќе биде одложен. Прскањето против комарци е законска обврска на локалните власти која произлегува од Законот за здравствена заштита на населението. 72-годишна гостиварка потешко е повредена откако во неја удрил автомобил. Полицискиот билтен на СВР Тетово бележи и случај на семејно насилство во гостивар и на недозволено поседување оружје. Во сообраќајна незгода потешко повредена 72-годишна гостиварка. Според информациите на СВР Тетово, незгодата се случила вчера околу 14 часот на улица Мара Угринова во Гостивар, во која учествувале патничко возило Ауди со гостиварски регистерски таблици, управувано од 20-годишник од Гостивар и пешак 72-годишна гостиварка. Во несреќата гостиварката здобила тешки телесни повреди, скршеница на левиот колк и по укажаната лекарска помош поради сериозноста на повредите, итно е пренесена на скопските клиники. Извршен е комплетен увид и се утврдуваат причините за несреќата и се друго. Првично причина е неправилно вршење дејствие на возачот на Аудито. Од полицискиот билтен и информацијата за семејно насилство во Гостивар, 39-годишна гостиварка пријавила дека вчера околу 16 часот во нивната семејна куќа забележително алкохолизиран дошол 48-годишниот сопруг и започнал да се расправа со неа. Расправијата за кусо време кулминирала и сопругот физички ја нападнал, удирајќи ја со тупаници по главата и телото и нанесувајќи ја повеќе видливи повреди. Тоа инаку често пати се случувало и претходно поради што гостиварката побарала кривичен прогон, објаснувајќи при тоа дека психичкото и физичкото малтретирање неретко било и пред очите на нивното малолетно дете. Набрзо сопругот е приведен и задржан во полициската станица Гостивар, а денеска наутро е пуштен и ќе се соочи со соодветен поднесок. Полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово вчера попладне во Добарце пронашле и од 35-годишен жител од ова село времено одзеле пиштол застава, калибар 6,35 мм и рамка со 3 куршуми од истиот калибар. Пиштолот се наоѓал во неговите панталони и го поседувал без одобрение, односно дозвола, поради што веднаш е лишен од слобода. Одземениот пиштол е фотодокументиран, а по целосното расчистување на сите поединости поврзани со овој случај ќе следува соодветен поднесок, информираат од СВР Тетово. Околу 25.000 места се слободни на 5 државни универзитети во државата за упис во првата година за академската 2015-2016 година. Министерството за образование и наука неодамна го објави и конкурсот за жени над 30 години и мажи над 35 години кои немаат високо образование или не го дооформиле. Вкупно 24.952 места се слободни на 5 државни универзитети во Македонија за упис во прва година во академската 2015-2016 година. Пријавувањето кандидати во првиот рок почнува оваа недела. Најмногу слободни места има на Универзитетот Свети Кирил и Методи Скопје, 10.669 места. На Државниот универзитет во Тетово за 2015-2016 слободни се 4.650 места. Од нив 2245 за редовни студенти во државната квота, 2045 за редовни со кофинансирање и 360 за вонредни студенти. На Тетовскиот универзитет пријавувањето кандидати во првиот рок е од 16 до 21 август, а во вториот од 1 до 4 септември. Универзитетот Гоце Делчев Штип објави конкурс за 5390 места. Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле Охрид има 440 места за студенти во наредната академска година. Информациите за критериумите за упис се наведени во конкурсите на универзитетите кои се објавени на нивните веб страници. Министерството за образование и наука неодамна го објави и конкурсот 30-35, наменет за жени над 30 и мажи над 35 години, кои немаат високо образование или не го дооформиле. Во рамки на овој проект, кој МОН го реализира 6-та година за 2015-2016 година, се обезбедени вкупно 670 слободни места, од кои најмногу на Државниот универзитет во Тетово 315, на Универзитетот Свети Кирил и Методи Скопје 230, на Гоце Делчев Штип 80 и на Климент Охридски Битола 45 места.
На кандидатите им се на располагање вкупно 44 студиски програми, во најголем дел технички, на 16 факултети од 4 универзитети. Тие самите ги утврдуваат критериумите и роковите за упис. Пратениците на СДСМ на 1 септември ќе го прекинат парламентарниот бојкот и ќе влезат во собраниската сала. Ова го изјави председателот на оваа партија Зоран Заев, наведувајќи дека тоа е со цел да биде усвоен законот за специјалниот обвинител. Овој закон е клучен во целиот процес, бидејќи од неговата содржина и надлежност ќе зависи и кандидатот што ќе биде избран на оваа позиција, вели Заев. Враќањето на СДСМ во собранието е дел од договорот што лидерите на ВМРО, ДПМН, СДСМ, ДУИ, ДПА, Никола Груевски, Зоран Заев, Али Ахмети и Мендух Тачи го постигнаа со посредство на меѓународната заедница. Милитантите на Исламската држава денеска потврдија дека му ја отсекле главата на хрватот кој беше киднапиран во Египет, објавувајќи на Твитер наводна фотографија од неговото тело. Хрватот Томислав Салопек во јули беше киднапиран во западниот дел на Каиро. Минатата недела неговите киднапери издадоа рок од 48 часа, кој заврши на 7 август, заканувајќи се дека ќе го убијат доколку египетските власти не ги ослободат сите муслимански жени од затворите. Автентичноста на фотографиите може веднаш да биде потврдена. Салопек работел со француската геолошка компанија ЦГТ, кога бил киднапиран од автомобил. Неговото киднапирање ги погоди странците кои работат за меѓународните компанији во Египет и го истакнаа дуфатот на милитантите на Исламската држава во Египет и покрај масовните војни кампањи. За првите 6 месеци од тековната година на грчките острови биле регистрирани близу 124.000 бегалци, речиси 750% повеќе отколку во истиот период претходната година, пишува германскиот вестник Der Spiegel, повикувајќи се на податоци од УНХЦР. Во создадената ситуација многу грци се чувствуваат напуштени од Европа во справувањето со овој проблем. Тензиите надвладеа најнапред на островот Кос, каде во вторникот околу 1000 бегалци предизвикаа немири. Стотици имигранти кои бараат брза регистрација го блокирале крајбрежниот пат во главниот град на островот, спроведувајќи штрајк со седење. Од грчката полиција соопштиле дека во немирите имало и нападнати полицајци. Поранишниот државен секретар на САД Хилари Клинтон се согласи на американското FBI да му го предаде серверот од својата приватна електронска пошта, што го користела во време кога раководеше со Стейт департментот. FBI подолго време води истрага за тоа дали доверливи службени информации биле испраќени преку незината приватна имейл адреса, како и дали таквите информации се складирани во серверот. Клинтон, која учествува во трката за номинација за кандидат на Демократската партија за председателските избори во 2016 година, предходно на Стейт департментот му предаде неколку десетици илјади електронски пораки и писма, но не и серверот преку кој тие биле испраќани. Двајца загинаа во невремето и поплавите што е зафатија Италија во последните неколку денови. Маж на возраст од 27 години загинал откако бил погоден од карпа што паѓала во диско на отворено во Силенто, кој бил погоден од силни ветрови, додека 29 годишен маж починал откако бил однесен од поплава во камп во Китенго, пренесе Анса. Дерик Десањо исчезнал во водите на реката Карво во неделата вечерта, а неговото тело го пронашле спасувачите во вторник. Бурата остави хаос низ целата земја, курнејќи дрва и предизвикувајќи доцнења во сообраќајот. Во Палермо еден маж бил повреден кога врз него паднало дрво, додека возел скутер, а поплави имало и на источниот сицилијански дел. Во меѓувреме 6 луѓе во гумен чамец биле спасени од италијанската крајбрежна стража во немирното море на брегот на Виесте во Пулја. Невремето го означи крајот на топлотниот бран кој траеше повеќе од месец. Денес имавме сончев и воглавно стабилен ден. Преовладуваше сончево и стабилно време. Денешните максимални температури имаа вредност од 36 до 38 степени.